Во ова издание, со кои проблеми се соочуваат македонските стартап компании? Дали Соединетите држави ќе исплатат репарации за жртвите од периодот на робството? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Малиот пазар, а со тоа и слабиот пласман и недостатокот на добавувачи се меѓу најголемите проблеми со кои се соочуваат македонските млади предприемачи. Сепак најголем дел од нив не се откажуваат и продолжуваат успешно да ги развиваат своите стартап бизнеси. Повеќе за ова од Скопје јавува Тоше Огњанов. 8 години. Толку време постои студиото Преплет од Скопје, кој денес е едно од препознатливите брендови за дизајн и продажба на подароци. Да пренесуваме емоција, да пренесуваме порака и производите кои што ги правиме да носат во себе повеќе од само еден, само предмет, да имаат во себе поголема содржина која што ќе побуди нешто повеќе кај човекот кој што е предаден. Бизнисот го води тим од млади девојки кои почнале од нула. Знаење за економија немале, но имале идеја дека сакаат да направат нешто свое и нешто ново. Дури некогаш кога се губи насоката, по направен муабет, по одржани состаноци и развивање и нов брейнсторминг, секогаш знаеме за што се залагаме и сме секогаш свесни дека на сите тоа ни одговара. Мислам, тоа е една многу позитивна работа која што не ја добиваш во еден момент кога работиш нешто за некого или за, не знам, за цел која што не ти е толку теба при срце на некој начин. Бројот на младите заинтересирани за сопствена дејност постепено расте. Според истражувањето на Стартап Маседонија, направено годинава, на македонскиот пазар активни се околу 300 стартап бизниси. Во селекцијата, клучен критериум била иновативноста. Не е само компанија помлада од 5 години, туку внесуваме доза на иновативност, голем потенцијал за раст, што сушност го прави малку поразличен од традиционалното мало или микро предпријатие. Сепак, малиот македонски пазар си го прави своето. Главна пречка е немањето широка можност за пласман на производите. Алтернатива за развој е конкурирањето на разни проекти. Да не постојат финансиски поддршки и фондови, не би можеле и малите бизнеси општо не можат да се пробаат во нешто плюс или во некоја друга насока. За сега битен инструмент во напредокот на домашниот стартап екосистем е Фондот за иновации и технолошки развој. На нивниот последен повик за поддршка, Стартапувај 3, пристигнале 616 апликации. Новитет во повикот се отворените врати и за тимови што немаат фирми. Особено не израдува фактор што 42% од примените апликации се фактички апликации поднесени од страна на проектни тимови. Таа можност за прв пат ја предвидовме на овој вид на инструмент, токму поради тоа што ги знаевме барањата на помладите предприемачи, дека полесно би им било прво да ја пласираат својата идеја, па доколку биде оценета како успешна, да пристапат кон отварање на фирма. Патот до успехот не е лесен, но младите предприемачи се одлучни да продолжат. Ги охрабрувам сите кои што би сакале да отворат или да направат нешто и уникатно и креативно или без разлика, дека мислам не ни мора да биде креативно. Нешто за кое што го носат во себе да го пренесат е посебна мотивација и уживање на некој начин. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. Обештетувањата или репарациите за одредени групи на луѓе кои што се соочиле со историски злоупотреби често се контроверзни. Сепак за оние кои претрпеле вистински злодела, како геноцид или робство, обештетувањата веројатно и не би требало да се доведува во прашање. Маријама Диало известува за дебатата во САД за репарациите за афроамериканците. Робството официјално заврши во Соединетите држави во 1865 година, со усвојување на 13-тиот амандман на Уставот. Но неговите последици се уште се чувствуваат, придонесувајќи за поделбите меѓу белците и црнците. Токму поради тоа, многуми навелат дека мора да има надомесна штета за минатите злодела, што веќе долго се одолговлекува. Today we launch Mayors Organized for Reparations. Денес лансираме програма за репарација и еднаквост со цел секој од нас да прави повеќе за благосостојба, правда, за поголема заложба кон заедницата која ги вклучува сите. Заложба за држава која се соочува со минатото, бидејќи нашиот напредок во иднина зависи од тоа. Градоначалникот на Лос Анџелес, Ерик Гарсети, и градоначалници на 10 други градови ги преземаат првите чекори за надомесна штета за робството на мала група црни жители во нивните градови.
Кога слушам дека градоначалници преземаат чекори да обезбедат репарација за луѓе кои се повредени, тоа потврди дека и градовите учествувале во страшните злодева врз црнечките заедници низ историјата. Причината зошто белите семејства се за околу 10 пати побогати од црните не се само федералните регулативи и робството, туку и законите познати како Jim Crow, кои дозволуваат расизам, како и историската дискриминација во домувањето и кривичниот систем. Сепак, дебатата за репарација на федерално ниво од секогаш била прашање кое поттикнува политичка поделба. Пери вели дека има многу примери за напори за репарација и во САД и во други држави. Кога се во прашање афроамериканците има многу изговори, како на пример прашуваме кој ќе плати за тоа бидејќи не сите сме имале робови. Запамтете, федералната влада ќе плати. Обезбедивме репарации за јапонските затвореници, домородните американци. Меѓународно имаше надомест на штета за Холокаустот. Видовме дури и обештетување на жртви во нападите на 11 септември. Единствен случај кога не можеме да се договориме за репарација се црните лица. 2 месеци по нападот на Перл Харбор, што доведе САД да влезат во Втората светска војна, тогашниот председател Франклин Рузвелт издаде извршна наредба против американците со јапонско потекло. Многумина со право го нарекуваат овој период најцрн во американската историја, кога речиси 120.000 американци со јапонско потекло беа присилно пренесени на западниот брег, ставени во концентрациони кампови низ државата, од кои најголем дел во отцепени делови во САД, некои во Калифорнија, дури и во Арканзас. Причина за сето ова беа воената хистерија, лажните тврдења дека јапонските американци се закана за државата. Речиси 5 децении подоцна, во 1988 година, Конгресот изгласа, а тогашниот председател Роналд Реган подпиша легислатива со која се призна грешката и се понудија извинување и пари за секој што бил затворен. Исплатата беше 20.000 по лице. Уствов беше да бидат преживеани. За починатите и нивните наследници немаше можност за надомест на штета. Други држави исто така признаа и исплатија штети за нивните минати гревови, вклучувајќи ги и Германија и Обединетото кралство. Заклучно со 2020 година, германската влада има исплатено повеќе од 80 милиарди долари во репарација за Холокаустот, како резултат на преговори со национални и меѓународни еврејски организации. Во 2013 година, Обединетото кралство се извини и се согласи да плати компензација на илјадници ветерани од бунтот Мау Мау во Кенија, што беше брутално задушен од британската колонијална влада во 1950-тите. Кениската комисија за човекови права процени дека 90.000 кеници биле убиени или повредени, додека 160.000 биле притворени. Во Кенија, ветераните на Мау Мау го поздравија извинувањето во тоа време, но рекоа дека компензацијата од околу 3.500 американски долари по жртва не била доволна за болката, страдањето и долгорочните последици врз заедницата, чувство што го делат многу жртви на злодела генерално. Додека репарацијата може да се обезбеди на многу начини, некои луѓе се противат на паричната компензација, велејќи дека тие пари се крвави. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Со мене повторно се гледате утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!